за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Добро вечер во уште едно издание на емисијата за македонските работи. Ако во изминатиот период се велеше дека председателот на СДСМ Зоран Заев има сомнителен демократски капацитет, од оваа недела и евентуално нискиот квантум на демократија во неговото политичко битие, тој самиот и официјално го поништи. На пресконференција во вторникот, Заев, кој инаку не важи за господар на зборовите, беше недвосмислено јасен. Сител, Канал 5, Алфа, МТВ и Дневник се неговите и на СДСМ најголеми политички непријатели. Добро вечер за постојаниот соработник во емисијата, доктор Јордан Пачков, поранешен пратеник во Македонското собрание. Добро вечер и еве користам можноста да испратам поздрав за сите оние кои што се на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Дали имате објаснување за мотивите на Заев, најголемите медиуми во Македонија да ги нарече најголеми политички непријатели? Да, тоа го рече на една пресконференција. Тури ги медиумите издвои фактички направи една диференцијација и сите кои што не се на брановата должина на СДСМ или на политиките што ги спроведува Зоран Заев, тоа се непријатели. Знаете, кога ќе кажете непријател, тогаш вие фактички треба да преземете некои акти против таквите непријатели. Тоа е значи борба. Тој објавува борба, ќе ве молам, на медиумите во Република Македонија. Згоре на тоа што и понатаму продолжува да се декларира како човек кој што сака во Република Македонија да имаме објективно новинарство без покриено в некои партиски бои, да имаме медиуми кои што едноставно ќе бидат не само информативни, туку едноставно ќе ги дават вистината, како што всушност тоа на некој си начин и постои во Република Македонија. Тоа што голем број или некои поедини медиуми се определиле за некоја политичка страна, не значи дека се необјективни, не значи дека се непрофесионални. Но на еден друг начин Заев више заборавив да му ги бројам кафовите, неговите кафови веќе стана и преседани во на плуралистичката сцена во Република Македонија, на кој што и морам да признам и македонската јавност веќе почна и да се навикнува. Сушност представуваат на некој си начин признавање дека тие во ВМРО ДПМН не гледат свој непријател, политички непријател, туку неговиот најголем политички непријател се токму медиумите. Ова многу зборува. Аналитичарите, оние особено кои што се занимаваат со политика или од тој аспект или преку тој фокус ги гледаат овие работи, едноставно алудираат на тоа дека на ваквиот начин со минимизирање на значењето на медиумите, особено во овој предизборен моментум, или поточно речено за време на изборите на 24 април и така натаму, и постизборниот период, сушност Заев сака да ги нападне како што ги напаѓаше институциите, вие знаете, со недоаѓањето или забраната на неговите представници во парламентарниот дом, на пратениците забрана да влезат во парламентарните клупи, потоа она што се случуваше во мај месец пред владата на Република Македонија и многу други напади врз судството, напади врз новинарите и така натаму. Ова му доаѓа како некој си крем, односно како вишња на кремот на тортата, каде што Заев едноставно разоткрива многу работи кои што видат во прилог на тоа. Дали ваквиот начин и нападот на медиумите значи алиби за поразот кој што го очекува? Тој сигурно не е имун на резултатите на анкетните резултати на рейтингот кој што го има во тие анкети и така натаму, или па едноставно е алиби за да може повторно да каже дека изборите во Република Македонија се нерегуларни и тоа доади до недоглед. Дали може вака да ја толкуваме таа изјава на Заев? ВМРО ДПМН во ред не е мојот најголем политички непријател, тоа се тие 5 медиуми кои што ги спомна. По тука да се испрати пораката, мислам на Заев, би им било многу лесно да се справам со ВМРО ДПМН, доколку медиумите мене ме сакаат. Сушто толку плашење од медиумите? Дали тоа е глас на народот? Со тврдење на тема токму на овие 5
телевизиски куќи или 4 телевизиски куќи и еден дневник. Всушност Заев сака да го затемни, да го замагли информативното небо во Република Македонија. Па тие куќи, медиуми, тие новинари, всушност, тие постојат ради народот. Народот мора да се информира. Народот мора да ги добие сите оние потребни информации кои што се случува. Дали тоа се информации од областа на политиката, од областа на образованието, земјоделието, на медицината, на здравството и така натаму и така натаму. Тие играат една голема улога секаде во сите општества. Не случајно ги викаат седма сила. Таквиот начин, значи ставање фластер на уста на новинарот или гасење на медиумите, всушност ја открива вистинската намера токму на Заев, кој што ја води најголемата опозициона партија во Република Македонија. На некој си начин, што да кажеме тогаш за неговите медиуми, кои што едноставно се на негова бранова должина и кои што информираат селектирано само за активностите во знак на водници успесите кои што ги постига СДСМ и лично Зоран Заев. Потребно е да постои еден квантум, ако може така да се каже, и од спротивната страна. Не можете вие да се враќате во времето на комунизмот или во времето кога беше кога западнавме во тоа едноумие што често пати го користиме, кога Република Македонија имаше само една или две телевизиски куќи. И на тие телевизиски куќи се зборуваше само за една партија, Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузот на комунистите на Македонија. Не знам радиостаници колку имаше. На тие радиостаници претежно се слушаше музика, а од политичкиот аспект се зборуваше за посети, за активности, всушност кои што беа на една политичка партија. Тоа ли сакаме ние сега да го вратиме нас? Тоа ли Заев сака или алудира со тоа што сака да не да ја партизира, да ги партизира медиумите целосно, туку едноставно да воведе еден тоталитаризам. Зошто го велам ова? Затоа што Заев се обидува целосна партизација да направи да направи на Советот на медиумите, на Советот на Агенцијата за медиуми. Или едноставно да ги прошени оние дискрециони права кои што ги има председателот на овој совет. Зошто? Затоа што тие по неговите барања или по предлогот на овој нов закон што се крчка сега помеѓу парламентарните групи, односно во зградата на пратениците, е всушност председателот да ги има сите ингеренции, поточно речено да ги има, да може според свое собствено убедување да казнува, да гаси, да дава лиценци, да затвара медиумски куќи, новинарски куќи, едноставно, а за тоа да не сноси никаква одговорност. Па добро, ќе ве молам, каде се видело, во која држава или каде, кажете ми, вие сте новинар, сигурно ги следите овие работи. Во тие земји кои што се во Европска Унија, во светот, дали постои некаде закон кој што го предлагаат политичарите? Законот за медиуми, законот за новинарите. Дали можат политичарите да ви сугерираат што да пишувате, како да известувате и така натаму и така натаму? Ако тоа го работите, онда тоа вие сте под режим. И мора да се однесувате така. Ама забораваме дека живееме во плуралистичко време. Забораваме дека голем дел од овие медиумски куќи, не голем дел, него најголемиот дел од овие медиумски куќи се деловни партнери во чинителството во општествениот живот во Република Македонија. И едноставно, ако јас како медиум, односно како новинар во медиум кој што не ги исполнува моите барања и кој што едноставно сакам да го искажам сето она што сум го почувствувал, она како што го гледам преку мојот диоптар на познавање и на анализа на настаните, јас едноставно на тој медиум или на тој газда на тој медиум ќе му кажам довидување и ќе барам медиумска куќа која што ќе ми даде слобода на изразување и слобода на говор. На ваквиот начин, нека извини вашиот колега Роберт Поповски, кој што всушност е портпарол за медиумите во СДСМ. Нека извини кој што веле дека на ваквиот начин, со усвојување на ваквиот закон, кој што никаде во светот го нема, нека се обиде некој тоа да ме убеди, јас ќе се извинам ова што го зборувам.
Значи, ќе ве молам, ќе се направи вистинска атмосфера предизборна во која што изборите ќе бидат легитимни, демократски и така натаму и така натаму. Дали наоѓате доволно аргументи во обвинувањата на ВМРО ДПМН дека всушност преку овие измени во законската регулатива, всушност целта на СДСМ и на ЗАЕФ е да ги контролира медиумите или ако не успее да ги стави под своја контрола, тогаш да ги затвори. Дури употреби еден збор кој што еве сега ќе го искористам и ќе го кажам. ВМРО ДПМН е сериозна политичка партија и не сака да учествува во вакви лакарди. И сами знаете дека неколку дена ги напушти преговорите токму за овој закон кој што го предлага СДСМ и кој што не беше него целосно, него таков некој облажена форма беше прифатен, односно беше туркан од страната на посредувачот, односно на леснувач на тие преговори. Ќе стигнеме. Да. Значи, ВМРО ја свати поентата и не сакаше да учествува. Законот, ако го донасаме за медиумите, треба да ги прашаме новинарите. Треба да ги прашаме оние за кого се донаса тој закон. И затоа, ВМРО ДПМН, мислам во четвртокот, испрати едно барање на порака до сите медиуми во Република Македонија да даваат или да дадат своји идеи, своји размислувања, сето она што може да биде вкорпорирано во тој закон, кој што според мене, искрено да ви кажам, почнавме на некој си начин, еве да сликовите да се изредам, почнаа политичарите да ја прават куќата од кров. Па ние имаме прекрасен закон за новинари кој донесен пред 2 години, точно речиси 2 години, некаде во декември 2013 година, кој што го прифати целосно Европската комисија, односно Европската унија. Што немаше ниту во еден извештај за Република Македонија за отпочнување на преговорите, за датум на преговорите за влез на Република Македонија во Европската унија, ниту една забелешка. Ако имало некои мали недоречености, тогаш можеле тие преку институтот на дополнување да го преработат тој закон, односно да го надополнат. И немаше забелешки затоа што дури и ОПСЕ преку одговорната за медиуми Дуња Мијатовиќ го поздрави тој закон пред 2 години, кој што го спомнавте вие. Затоа не случајно алудирам на такво нешто. И сега почнуваме повторно од почеток, ќе правиме некој си нов закон. Знаете, една пратеничка од Собранието на Република Македонија, заборави како се вика, во секој случај, му упати многу убаво прашање на СДСМ и на сите овие други. Зошто да не земеме било кој закон, ќе го пресликаме под индиго, ќе го спроведеме од било која држава, односно република, во Европа или во светот и да не се расправиме понатаму. Ама тој нема да биде како што го овие предлагаат СДСМ. Тој ќе биде вистински закон за медиумите, каде што ќе се на некој си начин нема да биде нарушен интегритетот на достоинството на новинарот, на медиумот. Нема држава која што на ваков начин се обидува да направи еден преседан, ако може така да се каже, и затоа толку прав се дигна минатата недела. Продолжија преговорите. Како ќе се одвиваат понатаму, не можам да кажам. Очигледно дека се притиска работата што побрзо да успеат. ВМРО ДПМН сака што побрзо да се заврши ова секвенца, ако може така да се каже, од договорот во Пржино, за се со цел да се подоцна, да се осврне на кампањата која што ја подготвува, која што веќе морам да кажам и ја почна, и едноставно да ја направи програмата со која што ќе настапи, а во која што програма ја смета, ја има вметнато и добитната комбинација како да ја заокружиме 10-та победа на следните парламентарни избори во 2016 година. Само да ве дополнам, го спомнавте предлогот на ВМРО ДПМН е соопштен преку пратеникот Илија Димовски, а тоа е дека двете новинарски здруженија и сите медиуми во Македонија, без оглед дали се национални или регионални, да достават во писмена форма своји предлози за тоа како тие мислат дека треба да изгледа, да биде регулирана медиумската сфера, што е диаметрално спротивно, значи од она за што се залага СДСМ, која декларативно вели дека сака да ги европеизира медиумите, а при тој процес на европеизација дури не наоѓа за сходно и да ги праша медиумите што тие мислат за тоа. Правиме куса пауза и продолжуваме со разговорот.
за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија со емисијата за македонските работи. Господине Пачков, како гледате на улогата на посредникот Питер Ван Хојт или Хоут, како се вика? Универзалец кој се разбираше во изборни прашања, во устројување на специјалното јавно обвинителство и еве сега бара законско решение за македонските медиуми кое не може да биде, како што вели тој, целосно европско, затоа што нашиот менталитет не бил европски. Па како би си дозволиле да во куќа примете гостин и тој да ве навредува во вашата собствена куќа? Ова што тој го кажа на ваков начин, јас морам да признам дека ние македонците или нашиот менталитет не е европски, нашиот менталитет е светски, но не реагира на соодветен начин како што заслужува ваква личност. Дури пораките кои што ги пратија некои од поголемите функционери во високите функционери во ВМРО ДПМН и во владата на Република Македонија, тоа не е олеснувач, тоа е отежнувач на преговорите, кои што треба всушност да изродат еден нов за нас, новопечен закон кој што се руши со логиката, искрено да ви кажам, но тоа ќе го ставиме повторно медиумите и новинарите да реагираат на соодветен начин. Тој човек доаѓа од Белгија, од Брисел. Секоја чест, Брисел е престолнина на Европската Унија, така можеме да го прифатиме, но забораваме да кажеме дека со политиката не се ништо повеќе од некои други држави кои што имаат проблеми. Секоја држава на политички план има проблем. Тоа се покажа особено сега ова што се случува во Сирија, па односите помеѓу двата блока, па приврзаниците на тие блокови, на земјите, па оние на коридорот кои што се наоѓаат од бегалската криза и така натаму. Ама не заборавете дека Белгија одржи рекордот на немање или неможност, или незнаење, или неумење, или неспособност да избере собствена влада. Тие некаде преку 540 дена беа без влада. Тоа добро го знаат и политичарите, и сите оние кои што се занимаваат со оваквите проблеми. На крајот на криштата нам ни се испраќа стручњак со сомнителна политичка кариера. Морам да признам, си го зимам правото да го кажам, затоа што неговите потези се контра правото кое што го спроведува Европската Унија. Значи, на некој си начин, овој олеснувач нашол добра подлога како да демонстрира авторитет, ама заборавил дека треба да користи и пристоен вокабулар. Процурија во јавноста, начинот и на неговите изрази, како се обраќал и така натаму. Но ајде да го ставиме. Тој треба да се изјасни дали го прифаќа не во завиена форма, не во обланди, туку да се изјасни целосно дали го прифаќа овој закон или предлозите кои што допрва треба да бидат инкорпорирани во новиот закон за медиуми. Да биде проширен советот, ама не со 3 представници на СДСМ кои што со росоидите ќе имаат предласта и ќе решаваат они како што сакаат. Тоа е веќе целосна партизација за која што зборува. И не да му се даде правото на председателот на агенцијата за медиуми, тој да решава кому ќе му даде фреквенција, која телевизија ќе ја затвори, кого ќе казни. И закон во кој што казните нема да бидат 4 или 5 пати поголеми од оние кои што веќе ги има во законот од 13 година, туку едноставно ќе бидат по мерка и мерак токму на вас новинарите, на медиумите. Се разбира, треба да има сеопшта една контрола на медиумите од, како што реков, и од овие тела во кои што се предлага дури да влезат и верски заедници. Зошто да нема представник, да кажеме, од МПЦ, од ИВЗ? Зошто да нема представник како што и во другите држави се користи тоа, представник на предлог на претседателот на државата? Зошто да немате представници во советот од страна на вашето здружение на новинари, синдикатот на новинарите? Тука се тие фактори кои што всушност ќе го донесат тој закон и ќе бидат сите задоволни.
стравот дека медиумите ќе ја кажат вистината или ќе ја зборуваат вистината или ќе го пренесуваат ехото или гласот на народот е тоа од што се плаши Заев. Со објавување војна на медиумите Заев фактички оди по жица, како што вели народот, или си ја сече гранката на која што седи, само е моментот кога таа ќе се скрши и кога тој целесно ќе падне. Идејата, сушност, да се донесе ваков закон е обид, еден од обидите од кои што СДСМ и не понатаму продолжува, наместо да си прави програма, наместо да донесе своја платформа по која што ќе работи, се занимава со вакви задкулисни работи. Мислам дека сето тоа ќе биде казнето. Вие повторно ќе ме прашате дали сум оптимист, дали ќе има избори така натаму. Вие уште на почетокот на сезонот рековте нема. Јас тоа го зборувам од понатаму, настаните како што се одвиваат одат во прилог на мојата констатација. Да преминеме на вториот преседан на Заев направен на истата пресконференција во вторникот. Ако ја преведеме на поразбирлив јазик, неговата пораква до банките, тогаш тоа би звучало: внимавајте што ќе правите на аукцијата на државни записи, не му давајте пари на Груевски, затоа што кога јас ќе дојдам на власт, вие ќе одговарате. Уште едно камче од мозаикот. Што СДСМ планирала? Прво, да се инволвира во власта на Груевски, преку технички министри, заменици и така натаму, и после тие да си одработуваат агендата. Па имаше слушано едно навистина многу објективно прашање. Зашто земаат плата овие новите министри, новите заменици министри во владата на Груевски? За седење пред Фейсбук и подигање на тензии преку своите статуси? Еве го првото, него се јави и заменик министер за финансии Наумов, господинот Наумов. Составање на вето. Тоа сега станува ли сега појасна улогата на министрите или сега замениците министри на СДСМ во владата на Груевски, особено по ветото што Кире Наумов од позиција заменик министер во финансии го стави за предвидениот и изгласан буџет за издавањето на државни записи во предвидениот и изгласан буџет за 2015 година. Ова е нешто веќе видено. Тој самиот на самото доаѓање кажа дека ќе прави контрола, односно ќе врши контрола на работите на Ставрески. Ставрески му е предпоставен, така. Врши контрола, нека не кочи. Да. И така е поставен, затоа и технички. Значи, но неговата најава дека ќе се стави вето, вие знаете дека беше прво за буџетот на Република Македонија. Потоа, тоа не му успеа, сега направи постави вето за ставање на аукција карти од вредност. Пракса која што е практикува скоро секоја земја. Македонија не е ова прв пат, особено во она, како што велиме ние, мор сезона, каде што треба да се вратат одредени долгови и каде што треба да се доделат, односно да се дадат пензии на пензионерите, на социјалната помош, да се дадат плати во администрацијата, субвенции во земјоделието и така натаму и така натаму. Наеднаш стоп. Тие 80 милиона не можете да ги земете, презадолжена е Република Македонија, на ваков начин давам вето, го користам правото. И што самиот сам се удари шлаканица? Затоа што ДИК, значи Државната изборна комисија, го поништи тоа негово вето, за среќа на пензионерите, на 6 ќе си добијат своји пензии, за среќа на социјални ранливи групи ќе ги добијат дотоците што ги добиваат, за среќа на земјоделците субвенции си течат, ќе се обуват сите активности кои што владата ги има зацртано и ником ништо. Но во секој случај останува на второто што го спомнате вие. Заканите кои што уследија на купувачите на акциите, односно на овие харти од вредност. А тоа се банки, ќе ве молам. Значи, навлегувате во интегритетот на банките. Го реметите нивниот деловен, нивната деловна атмосфера, нивниот деловен начин на работење. Значи, ќе видите вие, кога ние на 24-ти ќе дојдеме на власт, што ќе ви направиме. Зошто? Затоа што 7 банки се дрзнале и купиле акции од вредност, односно харти од вредност. Една осигурителна компанија, мислам дека беше, Пензиско-инвалидскиот фонд на Република Македонија тука замеше прсти и некои предпријатија и така натаму. Сумата 73 милиони легна на сметката на
владата на Република Македонија на општо задоволство на сите оние кои што ги очекуваат тие пари во текот на месец декември. Значи, поентата, или затоа мислам дека најдобрата реакција пристигна од гувернерот на Македонската народна банка, кој што всушност кажа дека или човекот треба да, односно не го етикетираше, туку едноставно треба да се занимава со своји работи, политиката воопшто да не ја мешаат во нешто што нити имаат право, нити ја ќе додам не се разбираат. Како можете вие на деловните банки да им се мешате во нивната работа, ќе вам оваа претење, оваа закана, фактички покажува вистинското лице на Заев и не само на Заев. Јас се чудам и се прашувам до кога таа фракција, ако може така да ја наречеме во СДСМ, се уште ќе молчи, дали чека погоден момент или сега во декември ти имаат конгрес на својата партија, ќе се случат некои работи кои што Добро, тоа не е изборен конгрес, меѓутоа може да се да. Никогаш не се знае. Волјата на членовите на партијата, да, може да се развие дискусија, може надвладе над сите тие однапред направени дневни редови и така натаму и така натаму. Правим уште една куса пауза и се враќаме назад во студијата. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Добро дојавте назад во студиото на Радио Слободна Македонија со емисијата за македонските работи. Разговараме со доктор Јордан Пачков. За крај, господине Пачков, како гледате на селективниот избор на СДСМ кога станува збор за институциите кои по различни основи праќаат некоја порака до владата? Например, ако станува збор за забелешка упатена до владата од некоја институција, тоа веднаш се претвора во апсолутна вистина. Меѓутоа, кога например, една официјална европска институција. Ќе земам за пример официјалното биро за статистика на Европа, мислам дека тоа се нарекува Евростат, испрати порака, поточно извештај дека Македонија е четврта најмалку задолжена во Европа, од СДСМ имаш молк. Добро сте го забележале тоа, но всушност тоа е препознатлива слика на СДСМ и на низините. Или па друг пример, например, doing business, тоа што вели дека е добро за Македонија, за СДСМ doing business не е релевантно. Не е релевантен. Знаете, странците кога се релевантни, кога треба да посредуваат, кога треба да им се излезе в пресред, кога треба да направат каша попара на политичката сцена во Република Македонија, тогаш, аман, ако не излезат, значи со забелешки кои што им компонираат на опозиционата партија и на коалицијата, на опозиционата СДСМ, тогаш и тие се непријатели. Се избираат било какви зборови, погрдни, такви, вакви, дали на поединци, дали на цели институции и така натаму и така натаму. Добро рековте, Евростат, најкомпетентната агенција или биро, како сакате, на Европската комисија или на Европската унија, која што ги дава показалите или скалата на меѓу останатото и на најмалку задолжените или редоследот на најмногу задолжените, ако сакате, држави од над 30 држави во Европа. И тоа просек го прави на предпоследниот квартал од годината, во овој случај за 2015 година, каде што Република Македонија децидно задолженоста е 36% од бруто домашниот производ. Ништо повеќе, ништо помалку. Ама тоа не им оди во прилог на СДСМ. Не им оди. Згора, јас ќе додадам. Јас сум некако влюбеник во тие бројки, знаете, затоа што бројките за мене се аргументи, а пред аргументите и боговите молчат. Во 2014 година, на крајот на годината, задолжената беше поголема за 2,2%. Значи сме ја намалиле сега за 2,2% поени. Што е значи успех. Од каде гледате тука расипништво? Луѓе, па едно семејство, ако сака да дојде, значи, до нешто што всушност му недостасува во семејството, да го надополни и така, зима кредит. Зимате кредит. Тој кредит еден ден се враќа. А ова што сте си го приуштиле задоволството ви останува за цел живот. Така и државите работат. Па нема држава која не се задолжува. Па ќе ве молам, па што да каже Португалија? Со 127% задолженост
на бруто домашен производ. Што да кажеме Грција? Некаде 170 и колку беше? 167,8%. Што да каже Италија? Еве, членки на Европската Унија. И тие имаат некаде околу 130% и така натаму, така натаму. Вие се задолжувате и тоа се враќа. А што мислат тие од СДСМ, Елизаев и тие негови советници? Дека оваа влада не враќа долгови што СДСМ ги земал во свое време? Долговите, кредитите. Само како податок, мислам дека на 8 декември пристигнува за враќање евроврзницата од 2005 година. 2005, сега сме 2015. 150 милиони евра, мислам. А сега сме 2015. Зошто? Затоа што кредитите или задолжувањата имаат и своји грејс периоди. Имаат ниски проценти на каматни проценти. Значи, вие привлекуваат да ги земете и ако не ги земете, вие губите на некој си начин. Сега не сум економист врховски, за да можам да дискутирам на ова тема, ама како обичен граѓанин ги разбирам работите. Па замислите, Македонија со оваква ниска задолженост, кога се уште дрма европската должниска криза, кога се уште се чувствуваат последиците на светската економска криза, гради аутопатишта, гради школи, гради амбуланти, гради овие градинки, да не зборувам за железничкиот инфраструктура, гасовод на Република Македонија. И што уште не? Значи, пари имало, ќе има. Должни сме, ќе ги враќаме. Тоа е поентата на движењето на економијата. Па самиот факт дека во Република Македонија се зголемува процентот на извозот, се зголемува процентот на внесување на странскиот капитал во Република Македонија, кој што исто така го зголемува бруто домашниот производ, на тој начин што се намалува стапката на невработеноста, треба да не радува, а не сето тоа да биде трн во очи на една опозиција затоа што е неспособна или не може на соодветен начин да изнајде како да му парира на ВМРО ДПМН. Затоа и не треба да чудат ниските рейтинзи кои што ги има и СДСМ и лидерот на СДСМ господин Заев. Господин Пачков, ви благодарам. Ќе завршам емисијата со уште еден податок затоа што велите дека и сакате бројките, а тоа е од четвртокот го соопшти министерот, вице-премиерот и министер за финансии Ставрески дека од 2006 до денеска во Македонија влегле странски директни инвестиции во висина од 2,3 милиарди евра. За разлика од она што наследивме 2006 година, кога имаше многу помала бројка и така натаму. Испрани се тоа политики, нека извини господин Заев, нека изна тие од СДСМ, во секој случај за Македонија станува збор и тоа треба да не радува. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, ја следевте емисијата за македонските работи, уредник и водител Лазар Темелков, главен и одговорен уредник Дејан Андоновиќ, продукција Радио Слободна Македонија. Денеска е недела, 6 декември 2015 година. Ви посакувам пријатна вечер. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков.